Што има ново? Во Што има ново разговараме со Александар Кржаловски, извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Александар, 6 месеци помина од формирањето на новата влада, чии приоритети во програмата беа економијата, борба против корупцијата и евроинтеграциите. Но од формирањето гледаме дека овие месеци како да доминираат некои други теми во јавноста, особено оние што се поврзани со меѓуетничките односи, кои создаваат и силна поларизација и поделби во општеството. Тако беше прашањето на балансерот, законот за употреба на јазиците, албанската академија. Овие теми создаваат силни внатреетнички поделби и кај македонците и кај албанците гледаме постојани обвинувања на партиите од власта и од опозицијата за тоа кој е патриот и кој е предавник. Како да се надмине оваа состојба? Па добро, веројатно поголемиот дел од причините за ваквата состојба, иако веќе сме навикнати на меѓуетнички тензии секогаш кога нели треба да се покажат други резултати и приоритети, претпоставам дека поголемиот дел од причините за ова се сепак конечното одење на Дуи во опозиција и неснаоѓањето, така речем, на наоѓањето таму. Сметате дека Дуи ги создава овие Па најголем или дел ги пласира, бидејќи изминатите месеци неколку пати премиерот Мицкоски беше тој што најавуваше или велеше дека има информации за можна дестабилизација на земјава, иако немаше некои конкретни посочени работи. Потоа темата на балансерот и на законот за употреба на јазиците дојде од самите институции. Која е улогата и на власта во... Да, и самиот премиер колку што следав ја повика на смирување дека ништо страшно нема да се случи, како што не се случи, нели имаше расправа во Уставниот суд, а немаше одлука дента кога нели шатор имаше и од Дуи поставено, така да ја помина тоа, ништо страшно не се случи. Како што рекоа повеќето експерти, а и ние од граѓанските организации, треба да се расправаат тие теми, да се види која е состојбата и како е најдоброто решение. И верувам дека во таква постапка и во помирна атмосфера ќе се дојде до такви решенија. Дали е надминат или не е балансерот, или дали е такво тензично прашањето за употребата на езиците како што се представува, исто друго прашање кое треба да се дебатира, но како што видовме од тие два-три случаи ти ќе ги спомна, од многу, како викаат србите, многу букени окот чега, многу галама се дигнаа, ништо страшно не се случи, така да верувам дека полека ќе си дојдат на место и тие работи. Една тема што ја поларизира јавноста и создава поделби е и прашањето на евроинтеграциите, кои што се закочени. Знаеме дека од Европската Унија постои заклучок на заклучоците на Европскиот совет, упатува дека земјата треба да направи уставни измени. Новата влада има прилично зацементиран став, да речеме, дека нема да има уставни измени доколку нема некаква гаранција од Европската Унија дека ќе нема нови услови, иако знаеме дека во преговарачкиот процес секоја земја може да постави услови и да стави вето на некој од поглавјата. Како да се откочи овој застој во евроинтеграциите? Ти гледаш ли некаква перспектива или некакво решение? Па не баш, бидејќи од една страна, како што констатира и ти, владата предводена од ВМРО-ДПМН си остана доследна на тоа што го зборуваше и пред тоа дека нема да прифати уставни измени во вакви услови. Од друга страна, тоа што го зборуваше и за време на изборите и се надеваше дека нешто ќе постигне во времето првите 6 месеци е да има некаква остапка од Бугарија, но тоа што се случи е да прилично се торпедира од бугарска страна сите обиди за било какви промени. Добро, но и од Европската Унија, иако слушаме дека во кулуарите, така барем велат представниците на власта, дека има разбирање за позицијата на Македонија, но нема официјален став на Европската Унија дека може да се смени нешто. Да, прилично е јасно дека е тоа зацементирано, дека е така. Верувам дека има некои обиди од владата да се издействува било што, вклучително и некаква гаранција која ќе се представи како некаков успех, бидејќи она што беше промовирано за време на изборите не се случи, ниту се одложи, не се дозволи одложено дејство на уставните измени, ниту измена на преговарачката рамка, нити па Бугарија покажа добра волја со, да речеме, регистрација на некоја од здруженијата на етничките македонци таму. Тоа беа адутите на ВМРО-ДПМН пред изборите. Се пробаа трите работи, не успеа ништо. И сега прашањето, очигледно, нема што плюс многу да се направи, ако освен да има некоја иницијатива
во насока во која се тера да Европската унија даде некоја декларација, изјава која нема да биде обврзувачка, а што ќе возможи да почнат уставните измени кај нас. Но тука има, колку што гледаме конфликтот, предпоставувам мора да поеме ќе сака барем до локалните избори да не се случи такво нешто. Од друга страна, албанските партии што сега се во власта, влен коалицијата, на изборите вера, па и кога се состави власта, дека е рокот до крајот на годината. Тоа помина и се е прашање тие како ќе реагираат, така да е прашање дали нешто ќе се случи овие неколку месеца во самата коалиција владеачка, дали ќе притисне влен да сепак почнат уставните измени, дали ќе има нешто од Европската унија за да се овозможи и за ВМРО да помине нека таква стапница, или како што јас мислам, ништо нема да се случи до локалните избори. Актуелно во јавноста изминативе месеци и борбата против корупцијата, излагањата за владење на правото. Имавме неколку високо профилни, да речеме, случаи, како што беше обвинувањата против Артан Груби и други функционери поранешни на поранешната владеачка гарнитура, но од друга страна има и жестоки критики од граѓанските организации за начинот на кој што функционира, например, Државната комисија за спречување на корупцијата, конкретно одлуките поврзани со случајот со директорот на АНБ, неговиот сертификат за англиски јазик и образование, потоа критики за предложените измени за законот за јавни набавки. Дали имаме напредок во борбата против корупцијата или ова е сето, како да речеме, еден привид на некаков напредок? Па би рекол дека овие случаи кои ги споменавте, особено со поранешниот вице-премиер Груби, се случаја релативно доцна во текот на минатата година. Пред тоа имаше само со двајца судии, да речеме, односно еден судија и поранешниот народен правобранител. И некако е спора, ако ја има, таа борба против корупција е спора и релативно доцна се случи. Така да треба да видиме дали ова почеток на некоја поголема таква кампања, за која очигледно има потреба, бидејќи во нашите истражувања 3 години поред е број 1 проблем корупцијата, значи и претходната влада и сегашна уште не успева да го симне од дневен ред, така да речеме, или од првото место проблемот со корупцијата. Она што рековте со Државната комисија за сега не помага или не покажува дека ќе има големи резултати во таа борба. Ваша представничка минатата година, кога се избираше новиот состав на ДКСК, имаше жестоки критики и издвоено мислење во однос на изборот тогашен. Колку влијае квалитетот на луѓето кои што се избрани во Државната комисија за спречување на корупцијата на нејзиниот капацитет да се справи, да биде водач, како да речеме, во оваа борба? Секако влијаат, бидејќи институциите ги прават луѓето, така да е прашање на компетентност која верувам и ја има, бидејќи претходната председателка беше ревизорка, како и сегашната председателка од Државниот завод за ревизија, треба да има доволно сознание за тековите во општеството и особено финансиските и злоупотребите и можните. Но како и претходната, иако имаше добри моменти претходниот состав на Државната комисија, сметам дека со години наназад се занимаваат со премногу неважни работи, така да речем, односно се добиваат премногу пријави за елементарни и мали случаи, а концентрацијата треба да биде на високата корупција и да има ефекти од тоа, што е не само да се задржуваат на тие релативно небитни, би рекол работи, а се занемаруваат поголеми случаи, нема воопшто никакви реакции, мислења и постапки почнати од самата Државна комисија, да не зборуваме за правосудството која нон-стоп е на најниско ниво на доверба во општеството, во смисла на целосна доверба и едноцифрени резултати, и едноставно дури и кога има акција од комисијата, нема реакција или нема проследување на случаите во судска постапка.
Би сакал да те прашам исто, бидејќи Цивика Мобилитас финансира голем број од невладините организации. Вие исто така имавте неколку средби и со државните представници и на форумот што го организира Цивика Мобилитас, бевте поканети во владата. Помина веќе половина година од новата влада, но се уште не е формиран советот за соработка меѓу владата и граѓанското општество. Ниту пак има некакви новости од аспект на финансирањето на граѓанскиот сектор, финансирање кое што треба да дојде од самата држава, за да не зависиме како сектор со години, со децении само од странските донатори. Едноставно таа флоскула како странски платеници се уште, нели, живе во јавноста. Што се случува со соработката помеѓу институциите, владата и граѓанскиот сектор? Има ли некаков напредок? Како ја оценувате? Како што спомена, добар напредок беше тоа што ете барем 3 поголеми средби такви се одржаа на ниво на влада и граѓанскиот сектор, особено на прашањето на соработката меѓусебна и на финансирањето на граѓанските организации од страна на државата. Она што е добро дека почнаа тие постапки и за формирање на советот, и за нова стратегија, и за реформа на системот на финансирање. За мој вкус преспоро, јас очекував до крајот на годината се до тоа да биде решено, но од друга страна имаше поширок консултативен процес кој не беше предложен и побаран од владата, туку од некои граѓански организации и од Европската унија, и заради тоа малку се одложи и се уште не е завршено, но да веруваме дека ќе заврши во најдобар ред во овој квартал, би рекол, и дека тоа ќе постави основа за во текот на оваа година да има позначајна реформа на државното финансирање, кое, да споменам, далеку заостанува и за регионот, со само 10 милиони евра од вкупно 150 милиони кои граѓанските организации ги добиваат како приходи во текот на една година. Само 10 милиони се од владата, за разлика од Србија, каде што е преку 100 милиони во диктатура, нели, како што е вело власта на Вучич. Хрватска е 250 милиони, Словенија веќе стигна скоро до 600 милиони, а нивниот буџет е 15 милиарди, само 2,5 пати поголем, а 30 пати повеќе издвојуваат за граѓанските организации. Така да, ние сме ги донеле сите тие примери тука и со претходната влада ја укажавме и на оваа влада и очекуваме сепак да има битно поместување во текот на оваа година. Како оценуваш кои ќе бидат клучните предизвици за граѓанското општество во иднава година? Па веројатно ова со борбата како да надминеме стереотипот за не само странски платеници, туку и дека не работиме во интерес на граѓаните и слично. Тоа е прилично долго се одржува и обстојува тоа мислење и генерално она што е и целта на Цивика Мобилитас, па и на повеќе други програми до сега што се финансирани од партнерите на Македонија од странство, е да се зголеми граѓанскиот ангажман и учеството на граѓаните и во креирањето на политиките, во донесувањето на одлуките, во локалната самоуправа и во однос на граѓанските организации да се реконектираат, така да речем, со граѓаните, повеќе да ги репрезентираат нивните мислења, отколку да речем настапуваат со своји анализи и слично, кои можеби не се толку поврзани со тоа што граѓаните го мислат или чувствуваат или споделуваат или сметаат дека е приоритет. Така да и Цивика во таа смисла е граѓанскиот ангажман и врска, збогатувањето на врската на граѓанските организации со самите граѓани, да дадеме поголем легитимитет и ние како сектор да имаме, иако да зголемиме довербата кај граѓаните, иако таа е доста поголема од и од владата и од институциите, но е падната 10% од што беше пред некоја година, од 48 на 38%, тоа е многу повеќе од 22 колку што има владата или од правосудниот систем кој има помалку од 20%, но и кај нас е паднато, така да треба и ние да работиме на тоа. И секако ова што го споменавме за соработката со владата, да се придонесе во подобри политики и потранспарентни и со поголемо учество на граѓаните, и секако финансирањето да се повеќе локализира, за да полека се намали зависноста од странски средства и да се поврзе тоа што се приоритети на граѓаните со буџетот на државата и да се поддржат такви проекти на организациите. Александар, ти благодарам за овој разговор. Благодарам. То има ново